биди понизен по примерот Христов. Господ. Сине мој, оној што сака да ја избегне послушноста, ја избегнува милоста. И оној што сам сака да има нешто лично, го губи тоа што е заедничко. Ако со задоволство и со сето срце не му се покоруваш на својот старешина, тоа е знак дека не си го подчинил телото целосно и дека тоа често ропта и се буни. Научи се брзо да му се покориш на својот постар, ако сакаш да го скротиш телото. Зашто надворешниот непријател многу побрзо се победува, ако внатрешниот човек не пострадал. Твојата душа нема пострашен и поопасен непријател отколку што си самиот ти, кога не си во мир со себе си. Треба да се научиш искрено да се презираш себе си, ако сакаш да ги победиш месото и крвта. Но, бидејќи себе си неправилно се љубиш, затоа се плашиш целосно да се предадеш на туѓата волја. А зарем е толку тешко ти, кој си прашина и ништавало, да се подчинеш на човек поради Бога, кога јас, се моќниот, јас, се вишниот, кој сум создал се од ништо, му се подчинив на човекот поради тебе. Јас се направив најмал и последен од сите, за да може мојата понизност да те научи да ја победиш својата гордост. Научи да слушаш, прашино. Научи се да се покориш, земјо и блато. Да се спуштиш под нозете на секого. Научи се да ја кршиш својата волја и секогаш да бидеш подготвен за послушност. Биди строг кон себе си и не дозволувај ниту најмалата гордост да живее во тебе. Спушти се толку ниско, направи се толку мал, што секој да може да преиде преку тебе и да те згази со нозете како калта на улицата. Сине на ништавилото, на што имаш да се пожалиш? Грешнику покриен со срам, што има да им одговориш на оние што те караат? Ти, кој толку пати си го навредил Бога и толку пати си го заслужил пеколот. Но, јас се сожалив на тебе, зашто твојата душа е драгоцена пред мене. Не сакав да те оставам за да ја запознаеш мојата љубов, за да бидеш постојано благодарен во твоето срце за моите добрини, за секогаш да си подготвен да се покориш, да се понизиш и трпеливо да го поднесеш презирањето.